Во Македонија пристигна последниот од 6 патнички возови со што се закружи набавката од кинески ЦСР за обнова на возниот парк на Македонски железници транспорт во вредност од 25 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска изјави дека сега треба да се исполнат сите процедури и технички работи пошто возовите ќе бидат ставени во функција. Паралелно со завршување на овој процес ние ќе започнеме и со други постапки за да го обновиме целиот возен парк во железниците и веќе сме во длабоки подготовки за тоа. Исто така сакам да информирам дека е потпишан договори за нови локомотиви во вредност од 8,7 милиони евра. Веќе е тој потпишан и очекуваме дека набрзо ќе почнат да се работат нови 4 локомотиви кои ќе значат многу за македонски железници. Ние ќе продолжиме максимално со зголемување на инвестициите во железницата и исто така и во Министерството за транспорт и врски се ставени дополнителни средства од 360 милиони денари директно за помагање на железницата во однос на платите и сите оние трошоци што ќе ги има железницата. Според директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов, со ова е обновен возниот парк за околу 60%, а со владина подршка се очекува обновување за уште 40%, со што целосно ќе се обнови возниот парк во Македонија. Костов исто така истакна дека двата електровоза ќе бидат ставени во функција веќе во текот на следниот месец и ќе возат на релација Скопје-Гетгелија, додека останатите 4 од вкупно 6 патнички возови ќе возат до железничката мрежа низ целата држава. Со поддршка од владата го обновуваме и товарниот сообраќај, така да и овие нови локомотиви за кои што кажавме дека ќе стигнат во текот на, односно крајот на ова година и почетокот на наредната година, мислам дека ликот на македонски железници го изменивме или пак добива еден современ, модерен лик македонски железници. Паралелно со обновата на возниот парк на Македонски железници во тек и реконструкцијата на железничките станици долж коридорот 10, која, како што рече министерот Мисајловски, е во завршна фаза и наскоро се очекува нивниот технички прием.